Драги наши следбеници на Пресинг ТВ, денес разговарам со лидерот на Либерална-демократската партија на Македонија, Горан Милевски, кој неодамна беше реизбран за председател на партијата. Горан, за прв пат сте гостин во Пресинг ТВ. Имам чест да ви ја честитам победата, односно изборот или реизборот за лидер на ЛДП. Зошто ја добивте довербата и што им кажавте на членството? Каде ќе водите партијата? Благодарам за поканата и посакувам и јас успех на вашата интернет телевизија, која што е нова. Во неделата имавме ние конгрес. Благодарам и за честитките. Делегатите одлучија, скоро беше 300 наспрема 30, имавме повеќе кандидати за избор на тајно гласање. Делегатите одлучија да ми ја дадат повторно довербата мене. Она што може би не поврзува, јас сум од дете во партијата, сум пораснал во партијата, председател на подмладокот, не сум случаен во оваа партија. Кога ја наследив партијата, тоа и го има и во извештајот, партијата беше со блокирана сметка, со депресија една во членството, распуштени некои општински организации, влеговме се, нафативме да ја реорганизираме, ја админавме тие финансиски проблеми, ја вративме партијата во сите меѓународни организации каде што сме биле членови, а сме биле исклучени. Сега јас повторно ја вратив партијата и тимот со кој што работевме, ја вративме во АЛДЕ, тоа е организација на либерали демократите од Европа, ја вративме во Либерална интернационала и тоа под уставното име на Република Македонија. АЛДЕ, само за подсетување или за информација, има 8 европски премиери, членуваат партии на 8 европски премиери, има 4 европски комесари и е трета по сила пратеничка група во Европскиот парламент. Вие во АЛДЕ сте под уставното име, ако Да, рамноправен член. Понатаму ги реорганизиравме општинските организации, учествувавме заедно со СДСМ во оваа битка за рушење на минатата власт и сега сме дел од власта после 11 години. Еве, додека дека нешто и може би моја заслуга дел, меѓутоа се па генералната клима и политика, додека сум јас бил председател, ЛДП повторно после 11 години опозиционо делување се врати на власт. Значи, членството, можеме да заклучиме, е задоволно од вашата работа и добро ли е според вас реизбор во партијата? Значи да ја водите уште за мене добро е што беше тајно гласање, што имаше повеќе кандидати, се виде дека партијата има еден демократски капацитет да бира председател и има во самата партија конкуренција. Изборот е и обврска, значи на моја кон делегатите и кон партијата, да ја водиме мудро партијата во следниот период. Ние она што го најавивме, што може би ја разбранува јавноста, тоа е што овој процес на меѓународно зацврстување на Република Македонија, кој што се води од страна на владата, во која што сме ние дел, во јануари ќе заврши со генерално промена на уставот и со покана на членство на Македонија за НАТО, почнување наредната година за преговори се надеваме со ЕУ, што значи дека иднината нова држава и нови граѓани ќе биде зацврстена, особено сега кога знаеме дека во Косово следната година се очекува некоја разврска со Србија. Ако е она што се најавува размена на територии, многу е добро ние како одговорни политичари да ја зацврстиме и да ја зачуваме, да ја обезбедиме, да ја гарантираме иднината нова држава, да ја тргнеме од некои поголеми, пошироки балкански сплетки. Така да јас сум задоволен што ЛДП деле од овој процес, меѓутоа после јануари ние мораме да се насочиме на нашите проблеми дома. Тоа е економијата, тоа е чистиот воздух, образование, здравство и ние како партија мора да дадеме одговор, либерален одговор на сите овие проблеми, кој што мора да биде различен од социјалдемократскиот приод и од демохристијанскиот приод, бидејќи тоа е така и во Европа, така и насекаде во светот. Ние ако сакаме да сме цврста партија и да обстоиме, тогаш мора цврсто да се држиме до нашите либерални вредности и идеали, кои што се компатибилни со тие од Европската Унија и затоа мораме и ние тука да ги примениме и да си го зацврстиме просторот на оние граѓани кои што размислуваат како нас либерално. Независно дали ќе му се допадне тоа на едните или на другите. Не би сакал да преюдицирам, но верувам дека раководството на ЛДП е свесно за големата слика, но дали членството ја разбира големата слика за која сега зборувавте, особено по прашањето за промена на уставот и на името на државата?
Може би членството разбира многу повеќе од мене, јас малце овој процес го доживувам и повеќе емотивно, меѓутоа мора да размислуваме со разум. Да оставиме некои идни генерации да ја решат оваа неправда која што сега по мое би се направила на Република Македонија, меѓутоа како што каже и Таки Фити, ова горлива апче мора да го испиеме за да ја зачуваме државата која што ни е дадена и која што имаме амане да ја сочуваме и да го сочуваме овој народ на овие простори како македонски народ со свој јазик, македонски јазик, па во иднина, некои идни генерации, кога државата ќе се, јас така ја гледам оваа целата работа, кога државата ќе се стабилизира и економски и безбедносно, некоја идна генерација, некои идни генерации на политичари да исправат неправдата и не само ова и сите други неправди кои што му се направени на овој народ генерации наназад. Вие работите со членството и со вашите подржувачи, симпатизери по клучни прашања, дали ги едуцирате, имате ли грасрут кампањи и така натаму? Обично партиите се фокусирани на раководството и тие решаваат за се. Не. Ние сме имале разговор со сите општински организации, средби со сите општински организации, кој правец да го фати партијата и по ова прашање, дебати на Централниот одбор, на сите органи на партијата, и со консензус нашиот став бил тој да се прифати ова бидејќи е, да речам, корекција на името не се менува целосно, туку географски се дефинира, меѓутоа да се прашаат и граѓаните и тие да го имаат финалниот збор и да се води сметка во понатамошно имплементирање на овој договор, да се зачуваат и да се штитат македонските национални интереси, бидејќи овој договор е рамка, подоцна периодот што следува ќе се разграничуваат сите тие работи како што траат предпристапните преговори и како се затвараат поглавијата со Европската унија. И тука македонската дипломатија, македонската власт, која и да биде таа, мора да води сметка и да ги штити македонските национални интереси. Тоа е нашиот став и заради тоа го поддржавме ова нешто со овие услови кои што ги дадовме. Морам да прашам дали е сериозно вашата најава дека ќе излезете со свој председателски кандидат на следните избори. Тоа ќе биде во февруари некаде. Тоа одлуката ја кажавме дека ние имаме намера, цел овој период се подготвувавме за тоа. Партијата денес е во кондиција да собере 10.000 подписи за да обезбеди кандидатура за било кој кандидат. Разговараме со потенцијални кандидати внатре во партијата, но и надвор од неа, доколку се создадат сите услови. Јас имам желба да настапиме, меѓутоа одлуката за тоа конечно ќе ја донесеме во февруари. Сето ќе зависи профилот на кандидатот, кој што ќе се нафати на оваа функција, односот со СДСМ, да видиме кој таму ќе биде кандидат, тој најавен консензуален кандидат, широк кандидат, значи да видиме сите тие работи да се расчистат. Се надевам дека после 15 јануари ќе почне и таа дебата на големо, да видиме дали договорот ќе помини, нема да помини, како ќе тоа се случи во Грција. Предпоставам и тие периоди, тоа ќе се направи, но во февруари се крајните рокови, треба да се донеси одлуката, ќе биде појасна сликата и ќе можеме со малце потрезвена глава да ја донесиме таа одлука. Ви го поставив прашањето од причини што ако ја гледаме историјата на ЛДП, значи таа имала, како и се во животот, и успони и падови, но секогаш кога настапувала сама, резултатот и бил слаб. Токму таа причина, вие се викате дека сте во кондиција. Што направивте за да бидете во кондиција? Во ред. Можете ли повеќе од 3 пратеника да освоите ако настапите сами? Ако гледате циклично, ние на секои 10 години имаме председателски кандидат. Тоа било во 99-та година со Стојан Андов, кога сме добиле чинам 114-120 гласови во првиот круг, не се за подценување или малце. 2009-та, значи после 10 години, сме отишле со Нано Ружин, како председателски кандидат, сме добиле 40.000 гласови и сега, после 10 години, 2019 година, нас повторно ни е намерата како партија. Секоја партија мора во извесен период, независно дали тоа ќе бидат сега председателски избори или локални или парламентарни, ако сака да си ја зачува партијата својата идеологија, своето членство, едноставно мора да се испита пред граѓаните. Да видиме дали ние успешно водиме партијата, дали граѓаните имаат потреба од ваков тип на партија. Сето тоа се гледа на непосредни избори. Не се гледа во некои преговори со поголемите партии, па ви дале помалку, ви дале повеќе. Едноставно, граѓаните се тие кои што го даваат судот на она што значи действување како политичка партија. Се надевам дека ако се создадат условите, ако настапиме
резултатот за ЛДП на овие председателски избори ќе биде сосема добар. Морам да прашам, бидејќи неодамна го видов господин Гошев во една јавна дебата за даноците, од старите членови, конкретно Гошев, имате подршка во партијата? Доаѓа активен член е? Гошев, комуницираме, разговараме, не е активен, да речеме, од тој тип активен член на партијата, меѓутоа со мене мислам дека имаме коректна соработка и комуникација. Не само со него, и со господинот Пенов, со господинот Жерновски е веќе заминат во СДСМ, меѓутоа имаме комуникација и со господинот Манасиевски, активен во нашите органи, во извршниот одбор на партијата, така да со претходните 4 председатели, јас сум 5-ти председател, немам никаков конфликт и проблем. Дали заминувањето на една пратеничка во таборот на независните, кои еве се стануваат една од поголемите пратенички групи, имаме 13. Јас би рекол така наречени независни, оти сепак за нив стои една партиска структура, кај сите нив. Никица најави дека ќе делува фракционерски во рамките на ЛДП и ќе биде независна пратеничка на ЛДП. Сега јас не знам тој кој формат е независен пратеник на ЛДП, но предпоставам дека ќе има издвоени, некогаш исти мислења со ставовите на партијата, бидејќи ќе делува како фракција. Значи нема да биде таа во тие генерално независни 13, меѓутоа од различен профил. 8 ВМРО независни, имаме од СДСМ независни граѓански активисти и еве сега и ЛДП ќе доби, и тоа е добро за демократијата. Ние не спориме се додека ги следи нашите политики. Тоа е сега генерално поддршка на владата, учество во владата, се додека е со истите размисли како нас, за нас не представува проблем, некогаш и да има издвоено мислење, бидејќи и досега имал издвоено мислење, партијата за тоа немала проблем. Јас го поставам тоа од причини што дали е тоа сигнал вие да се мобилизирате, да не случајно ви се случува осипување на членството или преоѓање во други партиски клубови, штабови и така натаму. Видите, партијата е едно живо тело, и политичките партии се еден маратон кој што сите заедно го трчаме. Некој во тој маратон се откажува. И ние тука не можеме да замериме за тоа, таква кондиција има. Но партијата како живо тело постојано некој влегува, некој излегува. Не можете да се конзервирате, бидејќи дневно политичките случувања некои луѓе ги прават поблиски за вашите идеали, а некогаш ги оддалечуваат ставовите нивни со официјалните ставови на партијата. Така да мислам дека тоа е природен процес. Таа еве фракционерски најави, меѓутоа многу луѓе па имаме најава после конгресот дека сакаат да се зачленат во Либерално-демократската партија, така да во тој насока партијата не може да мери сега на вага колку добила, колку изгубила. Бевте како партија директно вклучени во процесот на правењето на амандманите? И која беше вашата улога сега во овој последен процес? И само да ви најавам дека ние сме разговарале со СДСМ на оваа тема, така да без зборови ЛДП ќе се цени она што било договор со нас со СДСМ, тоа е тежина на 3 пратеници и тоа така и ќе се третира и ќе се гледа ЛДП, независно индивидуалното размислување на поединци. Во однос на уставните амандмани не сме учествувале. Мислите за уставот или не сме учествувале? Тоа беа предлози чинам на владата и има некои амандмани кои што на нив ги дадува група на пратеници или поединци, како политички партии, пример Мухамед Секири, меѓутоа во оваа фаза, во овој дел ние не сме учествувале во тоа. Ниту лично јас, ниту пак партијата. Во однос на надворешната политика, би ве прашал, вие имате шанса преку АЛДЕ да действувате со ваши поставување на ваши национални прашања, имајќи предвид дека АЛДЕ ги поддржува малцинските политики во повеќе земји во Европа, конкретно мислам на Грција. Можете тука да пласирате некои национални прашања? Бидејќи либерални партии во Грција нема. Така да нашата позиција во АЛДЕ е многу силна, бидејќи сме во една страна во конфликт, вие сте таму, а другите не се. АЛДЕ не поддржува и под уставното име и како досега
Алде дава несебична поддршка. Председателот на Алде, Ханс Ван Бален, кој што е европратеник од Холандија, од ВВD, тие се владеачка партија таму, е председател на групата за пријателство на Европскиот парламент со Македонија, што значи даваме несебичен напор во оваа работа. Иво Вајгел, кој што е еден од тројката, кој што да го поднесува извештајот за Република Македонија, тројката европратеници, е исто така член на АЛДЕ и ние сме редовно присутни на сите нивни состаноци. Јас сум учествувал на состанок на парламентарната група на АЛДЕ, европарламентарната група во Европскиот парламент, бурно поздравен со аплауз од сите европратеници затоа што му е драго и мило Македонија час поскоро да стане дел од европското семејство во Европскиот парламент, да станеме членка на Европската Унија. Покрај АЛДЕ ние сме членка и на Либерална интернационала. Пред неколку недели јас присуствував на конгресот на Либерална интернационала во Дакар. Имав можност да се сретнам со 4 африкански претседатели, еден премиер, со лидери на бројни опозициони партии кои што перспективно ќе станат сериозни шанси има да станат претседатели на тие држави, што значи дека ние влијанието на Република Македонија го шириме не само во Европа, туку и надвор од неа. Правиме напор да ги отвориме тие пазари за нашите производи, едноставно ја користиме позицијата партиска да му помогнеме на Република Македонија, колку што можеме. Дали тоа ќе се цени или не, мислам, наше е да си го направиме она што можеме, а потоа нека судат другите што сме направиле. Вие сепак сте партија со, би рекол, убава историја, долга историја, но сте на некој начин мала партија. Да. Иако понекогаш во парламентот или во политиката малите партии може да користат златна акција, еден глас може да пресуди. Но конкретно прашањето ми е дали изборниот систем може да се промени во интерес на помалите партии, за тие да може да дојдат до израз и повеќе да тежат. Така. Факт е тоа дека сме помала партија, меѓутоа и либералната идеја е нова идеја. Ние кога сакавме да формираме некој либерален институт, се враќавме наназад во историјата да видиме некој либерален лик да го ставиме како име на фондацијата. Едноставно таков лик нема. ВМРО цитира некоја национална идеологија која што влечи уште од Турската империја, да речем од револуционерната борба, и некоја идеологија, некоја поврзаност. СДСМ се влечи од 45-та, од комунистичката партија, од тоа социјалистичко движење. Нашата партија е релативно нова и фактички почетоците на некоја либерализам се всушност од Анте Марковиќ или пак од Стојан Андов во Република Македонија. Имало пролиберални струи во комунистичката партија кои што ги предводел Стево Црвенковски. Добро, меѓутоа да речеме донесува една идеја за омбудсманот, конкретно либералите ја донесува таа идеја која сега е. Така, имало либерални движења во самата комунистичка партија, но немало поединечно некоја издвоена либерална мисла, така да од тој аспект ние сме како помлада идеологија и мора да се бориме за нашиот простор во општеството и мислам дека времето на либералите доправа иде. Како вие може да екзистирате кога двете најголеми македонски партии, па и албанските се поприлично конзервативни? Епак, во тој конзервативизам вие сте некое светло во тунелот да го разбиете тој конзервативизам или начин на функционирање на партиите кој што се пресликува и во самата подоцна власт и држава. Затоа ние се залагаме за во Македонија да се воведе една изборна единица на почеток без цензус, за да може секој глас да се валоризира со пратеник во парламентот. Бидејќи сега имавте ситуација кога ВМРО Народна партија, например, со 29.000 гласови немаше ниту еден пратеник во собранието, или па Гром, се сеќам 2014 со 30 приближно гласови доби само еден пратеник, а просек во Република Македонија еден пратеник тежи 8.000 гласови, што значи дека во вода паднале тие 30.000 гласови на ВМРО Народна партија. Ние тоа не сакаме да се случува и сакаме да воведеме еден праведен систем каде што секој гласач ќе си биде со своите збирот на гласачи ќе си биде представен во македонскиот парламент. Кога ќе се зацврсти
плурализмот во Република Македонија, можеме да размислуваме и за подигнување на некој праг, меѓутоа сега треба да го ставиме да се зацврсти демократскиот амбиент во Република Македонија. Исто така, за да ја подобриме демократијата и да го подобриме квалитетот на локалните совети, ние бараме да има отворени листи за избор на советници, затоа што тогаш советниците непосредно ќе ги бираат граѓаните, независно дали се први или последни на листата, и кога тој ќе влези во советот на градот, на општината или на некоја локална заедница, тој ќе се бори за граѓаните, бидејќи ќе сака наредниот мандат после 4 години повторно да ја побара довербата од тие граѓани, ќе биде поодговорен, нема да зависи да се додворува на локалните раководства на партиите, туку ќе да речем ќе работи или ќе се додворува на граѓаните. И тој граѓански концепт ние мора да го направиме токму од најосновната клетка, а тоа е локалната самоуправа. Тие се нашите заложби за да го промениме системот во Република Македонија и начинот на водењето на политиката. Ако остани се исто, ние не сме промениле ништо од, или пак ќе биде тоа незначајно, во однос на оно што се водело во изминативе 27 години, а кое што го совршил Никола Груевски во последниве 10 години. Ние мораме да, колку и да е болно, да го промениме, и некој да речи да, и поддржуваме ЛДП, и тоа ќе го променам. Кога од големите партии некој ќе си замени, дури тогаш почнува да бара и тој како нас една изборна единица или отворени листи и така натаму. Додека ја држат монополот или позицијата во големата партија, на тоа не му текнува, не се сеќаваат на тоа, меѓутоа затоа ние апелираме некој да се најде. Затоа ја дадовме довербата на Зоран Заев, бидејќи веруваме дека ова наше барање ќе го имплементира. До сега морам да коментирам, немало интерес да се смени системот. Треба да се и да инсистираме. Победникот зема се. Кај нас двата големи блока го земаат колачот, но да се навратаме да завршиме со едно конкретно прашање, би сакал да го слушнам со внимание вашиот одговор како либерал, како гледате на овој процес кој се нарекува помирување во собранието, како вие лично гледате на ова што се случува. Помирување, еве и законот помирување ќе се направи, бидејќи тоа беше нашата парола, ќе нема правда, ќе нема мир ако нема правда. Што значи помирувањето помеѓу сите нас ќе настани тогаш кога секој ќе одговара за своите дела кои што ги правил. Оној кој што крадел, го плячкал народот, да се суди и да оди в затвор. Оној кој што и да ги врати парите. Оној кој што направил, да речам, дело насилство или овозможил да направи насилство, треба да одговара. И судот да пресуди дали тој виновен или не е виновен, бидејќи дел од колегите викаат не биле свесни какво црно сценарио некои мозоци спремале. Да биле свесни, тоа немало да го направат. Значи тоа е можеби некој, веруваме дека било така. Но судот нека пресуди. Ако судот одлучи дека се виновни, после може политиката да се замеши и да речи ајде во интерес на помирување, еве ќе ве да речам или ќе ве ослободиме од вина со законот за амнестија или помилување од страна на председателот на државата, меѓутоа сепак треба да дозволиме прво судот да досуди. Можеби луѓето вистина се невини и зошто некого да помилувате или да амнестирате ако тој нема вина. Значи вие гласавте за, Јас бев против и да се стави точката на дневен ред, а воопшто не се изјасни за законот, меѓутоа и со другите колеги кои беа против, меѓутоа јас сум против предвремена да речам аболиција на овие лица, амнестија на овие лица кои што еве се осомничени дека направи, тие не се осудени, тие се осомничени дека нешто направиле, да дозволиме луѓето да си се одбранат на суд, па потоа политиката нека се мешува. Вака ова ми личи мене на упат на законодавната власт во судската власт и мислам дека не е добро за процесите и за патот кој што сме го трасирале, а тоа е ЕУ. Таму вакви работи не врват. А ние сме се бореле за ова, сме се бореле против Георги Иванов, кој што сакаше да ја земи правдата во своји раце, да не дозволи судот да ги пресуди пресудите. Знаете, на редица на листа имаше кој што ги аболицира, така да ние сме се бунеле, сме се излегвале во шарена револуција на улиците и не гледам разликата тогаш од сега да имам различно мислење по ова прашање и затоа сум си го задржал ставот кој што го имав тогаш, го имам и сега. Конзистентен. Ви благодарам за овој интервју, Горан, и ви посакувам се најдобро. Благодарам и вас за поканата.